Министерот за транспорт и врски Горан Сугарески и понатаму не знае точно кога конечно ќе биде пуштен патот Штип-Миладиновци, а голема неизвестност има и околу доизградбата на експресниот пат Прилеп-Градско, која најверојатно ќе се пролонгира најмалку за уште 2 години. Сакам да посочам дека овие денови ќе биде пуштен во употреба, значи еве да не фиксираме ден, меѓутоа овие неколку дена ќе биде пуштен во Собрајке, вториот Прилеп-Градско. Значи таму се две делници во моментот. Едната делница се работи од Градско до Дреново. Значи таму бевме соочени со проблеми поврзани со Хец Тиквеш, каде што наместо да има како што беа во проектот отстранување на 2 водоводни цевки, излегоа 11, меѓутоа паралелно се отстрануваат тие работи, се работи со посериозна динамика. Значи имаше интензивирање на динамиката, очекуваме сега во периодот, бидејќи работат, како што сум информиран, посебно припрема на поставување на мостовите. Според министерот Цугарески, во моментов се работело на 550 километри патна мрежа низ земјава, а се интензивирали и активностите околу гасификацијата во Пелагонискиот регион. Капитален проект за кој само во првиве 4 месеци од годинава биле инвестирани 400 милиони денари или 27,4% реализација, што било еднакво на сработеното во текот на целата ланска година. Меѓутоа, она што барем засега не се ни споменува е изградбата на обиколницата околу Прилеп, која беше едно од покрупните предизборни ветувања. Јас и тогаш потенцирав и се дури целосно не заврши проектирањето, не би давал шпекулативни рокови за да не излези после ситуацијата дека промашуваме рокови. Министерот Цугарески, кој денеска изврши увид во градежните работи од асфалтирањето на 4,2 километри долгиот пат кон Прилепското вештачко езеро, инвестиција вредна 520.000 евра, лично бил задоволен од она што досега тој го сработил како прв човек во својот ресор. Говорив на ова прашање во неколку наврати, што мислам и дали, меѓутоа иди малце можда во неколку наврати одговарам и од моја страна неваспитано да биде да одговарам дали сум или не сум задоволен од својата работа. Сметам дека мандатарот, односно премиерот на оваа држава има комплетна и добро направена анализа за се она што треба да се случува во наредните 10 ден. Инаку во делот на капиталните инвестиции, како што посочи Цугарески, имало сериозен напредок. Имено јавното предпријатие за државни патишта имало реализација од 30%, односно, ако ланската година до овој период имало реализација од 1 милијарда и 700 милиони денари, сега имало 4 милијарди денари инвестиции.